зборуваш за одложување на пример на сесии, за прекинување на тој некој редослед кој што претходел пред короната, ама каков е фидбек од факултетите и ректоратот, дали има реална можност тоа стварно да се деси? Поише прашање, значи, најде од почеток прво. Ние као УКИМ мислам дека треба да бараме најсоодветно решение за УКИМ. Не ми се свиѓа мене тоа, кај што сега се цитира, не знам, толку секој свет се полага онлайн, прво тоа не е точно. За секој универзитет кај што се полага онлайн може да најдеме еден универзитет кај што не се полага онлайн и подеднакво да бидат релевантни. Ете денес на Сорбона најдов петиција кај што студентите исто се борат против онлайн полагањето заради горе-доле слични аргументи кои ние ги изразуваме. Така што ние као УКИМ мислам дека треба да се стремиме да на највисок квалитет, на што е можно по високи стандарди и као такви, не само цел универзитетското студентско собрание со огромно мнозинство, ако не се лажам, преку 20 од 23 факултети беа против онлайн полагање поради аргументите кои постојано ги повторуваме. Онлайн полагањето нема да ни овозможи гаранција за квалитетот. Онлайн полагањето е подложно на манипулации. Да, факултетите и универзитетот мора да бидат спремни да излезат во пресек на барањата на студентите, мора да бидат спремни да организираат дополнителни сесии кога ќе се створат услови за тоа и мора да имаат разбирање дека роковите кои се креирани за редовни околности не може да важат и сега. И за сега мора да кажам искрено дека сум прилично задоволен од тоа како универзитетот и факултетите се справуваат со кризата. Ќе видиме како ќе се движи понатаму. Меѓутоа, начелно има подготвеност за реализирање на овие барања за повеќе дополнителни сесии бесплатни, за стопирање на роковите кои важат за редовни околности и се останато што ќе им излезе во пресек на студентите за минимизирање на последиците од мерките за спречување на коронавирус.